Како да се изгради сигурна иднина за младите во Македонија? Дали образованието и пазарот на труд конечно можат да одат паралелно и во иста насока? Дуалното образование во градежниот сектор е модел кој, освен теорија, на учениците им нуди и реална пракса и работа на терен, директно во компаниите. Ги спојува училиштата и бизнис секторот, гради мост помеѓу знаењето и практичната работа, го обликува идниот кадар и отвора врати за побрзо вработување. Средното градежно училиште Здравко Цветковски со децении представува столб на стручната настава во областа на градежништвото во нашата земја. Во чекор со потребите на современото време и пазарот на трудот, ова училиште е едно од пионерите во воведувањето на концептот на дуално образование. Кога зборуваме за тој дел, самото стручно образование пред неколку години беше стигма. И постоеше онаа фама дека само лошите ученици се запишуваат во стручно образование, дека не се учи ништо во стручното образование. Меѓутоа, последниве години бројката на ученици расте, со тоа вклучително и во дуалното образование, и сега имаме 70% од учениците кои што завршуваат основно образование да се запишуваат во стручно образование. Што значи дека поддршката веќе и кај учениците, но и кај родителите е поголема и го прифаќаат овој пристап на образование, затоа што знаат дека на тој начин нивните деца можат да ги стекнат оние вештини кои што подоцна можат да им се најдат во животот. Значи, ние образуваме кадри од гимназиско и стручно образование. Гимназијата кај нас е веќе 23-4 години, додека веќе од самиот почеток, кога е отворено самото училиште, образуваме стручни кадри. Денеска образуваме кадри од 4 стручни профили со 4 годишно образование и 2 кадри со 3 годишно образование. Со 4 годишно образование ги имаме профилите градежен техничар, геодетски техничар, архитектонски техничар и техничар дизајнер за внатрешна архитектура, додека со 3 годишно образование ги имаме профилите монтер за сува градба и поставувач на подови и плочки, кој што е понов последниве 3-4 години го нудиме фактички на учениците со 3 годишно образование. Искрено да ви кажам, се смета дека тоа е машка професија. Мислам дека со тие стереотипи веќе во 21 век не треба да постојат. Ние на секој начин пробуваме да ги заинтересираме идните деветоделенци, идните основци, посебно за градежен и геодетски техничар, затоа што во другите два профила немаме проблем да пополнување на самите паралелки. Крајот на април, почетокот на мај, почнуваме со презентации во основните училишта и го покриваме територијата на град Скопје и Македонија. Значи, во оние градови каде што не постојат овие профили. Тоа се презентации каде што наши професори, колеги мои, нормално одат и го представуваат училиштето и сите профили кои што ги постојат во нашето училиште и со кои што би биле атрактивни. За секој профил се зборува одделно што значи, што ќе се изучува во него, каква перспектива имаат по завршување на средното образование. Во почетокот на образованието, во прва година, во сите образовни профили се изучуваат истите предмети. Тоа е поради таа така наречена хоризонтална проодност, да кажеме, ако некој ученик не се пронајде во тој смер, може да се префрли во друг смер без да полагање на некои дополнителни испити. Во прва година кај профилот градежен техничар имаме само 3 стручни предмети, кои што се основа која што ќе им служи и темел за понатамошните стручни предмети. Тоа се техничко цртање со компјутерска комуникација, нацртна геометрија и градежништво, геодезија и други сектори на квалификација. Во техничко цртање со компјутерска комуникација е најдобро, според мене, тоа што веќе во второ полугодие ние започнуваме со изучување на софтверскиот пакет AutoCAD, со тоа што учениците компјутерски се описменуваат да можат да цртаат на компјутер. Понатаму, градежништво, геодезија и други сектори на квалификација е еден многу убав предмет каде што учениците се запознаваат со објекти од високоградба, објекти од нискоградба, хидроградба, заштита при работа, каде што се учи основните поими и самата терминологија на она што треба да го знаат за понатамошното нивно образование. Веќе во втора година се остручуваат предметите, учениците изучуваат предмети од типот на техничка механика, кој што за мене е еден многу значаен предмет, затоа што тој ја дава основата за самото присметување и проектирање на конструкциите, потоа градежни материјали и конструкции, основи на геотехника и хидротехника и технологија на бетон и практична настава, односно учење преку работа кај работодавач. Тоа е во дуалните паралелки.
Со оглед на фактот дека ние веќе само дуални паралелки имаме веќе 3 години наназад, веќе е задолжителен предмет како учење преку работа кај работодавач. Веќе во трета година се надоврзуваат на она што го учеле претходно. Предметите се поврзани сами меѓу себе, да кажеме техничка механика е поврзана со јакост на материјали, со армирано-бетонски конструкции во градежништвото. Тоа е веќе во трета година. Потоа имаме основи на геотехника и хидротехника со хидротехнички објекти. Потоа го имаме предметот планирање и менаџмент во градежништвото во трета година. Веќе во четврта година исто така учење преку работа кај работодавач, значи зборуваме сега само за дуалните паралелки, и во четврта година се дополнување на знаењата од претходната од трета година, односно да кажеме ако во трета година сме имале патишта, во четврта година се учат железници, се учат челични конструкции, се учат повторно планирање и менаџмент во градежништвото со примена на ИКТ. Сега тоа е така, има посебен програм за тој предмет со кој што децата се остручуваат да работат веднаш по завршување на средното стручно образование и исто така армирано-бетонски конструкции, односно армирано-бетонски греди и мостови се нарекува. Македонските градежници знаат. Македонските градежници можат. Градиме да трае. Кога зборуваме за улогата на Стопанската комора во целиот образовен систем, па дури вклучувајќи го и дуалното образование, можем да кажам дека ние сме активни на две нивоа, системски, едното и второто оперативно. Кога станува збор за системската улога на Стопанската комора, тогаш секогаш сме вклучени прво во воведување на нови образовни политики, како што беше имплементацијата на дуалното образование, во изработка на закони, подзаконски акти, значи членови наши учествуваат во тие работни групи, во изработка на системски документи, програмски документи, како што се стандарди на занимања, стандарди на квалификации, останати методологии, образовни програми и концепции кои што се од доменот на стручното образование и образованието воопшто. Меѓутоа, кога станува збор на оперативно ниво, односно оперативната улога на Стопанската комора, тоа е во делот кога вршиме поврзување, односно вмрежување на компаниите со стручните училишта, промоција за дуалното, односно стручното образование, верификацијата на компаниите и сертификацијата на менторите во процесот на стручно образование и обука и целата поддршка што ја даваме на компаниите да се вклучат во овој образовен систем. Гранит е пред се општествено одговорна компанија која што верува дека вложувањето во младите е вложување во нашата иднина. Тоа е нашата примарна цел и веруваме дека ако младите ги доближиме поблиску до реалните предизвици, до нас како компании, дека ќе предизвикаме поттик кај нив да во нашите компании препознаат светли и приоритетни точки за да останат тука во нашата татковина, заеднички да ја градиме. Секојдневно се соочуваме со тоа дека многу млади заминуваат од нашата земја, со изговори дека условите тука се лоши, дека не се добро платени дадени позиции, дека не може да се надградува, дека може повеќе да се научи во други земји. Меѓутоа, доколку ние успееме да ги привлечеме младите, да се запознаат со процесите кои што се спроведуваат во дадени компании, ги запознаеме со реалните предизвици, со нашите знаења, дебатираме, дискутираме за сите оние проекти на кои што сме работели, сме постигнале успеси, ние ќе допринесеме младите да се заинтересираат и со тоа можеби и да видат дека и тука во нашата татковина може да успеат да напредуваат и да се надградуваат. Нашата компанија соработува со сите компании и институции кои што се волни да ги мотивираат младите и да ги запознаат со нашата дејност. Во образовниот профил градежен техничар во сите 4 години имаме околу 100 ученик. Порано имаше повеќе, значи поголем број беше на учениците во самите паралелки. После завршување на средното образование, доколку ученикот не продолжи високо образование, што правиме ние да ги мотивираме? Нудиме пракса која што се реализира во училиште и во компанија, со која што после тоа компанијата може да ги вработи, доколку некој не оди на високо образование, нудиме квалитетна настава, тоа можам да го потврдам затоа што јас сум директно вклучена во наставата, но на некој друг начин им помагаме да најдат, да кажеме, фирми и компании каде што би можеле да се вработат. Професионално пристапуваме на ова активност, ги водиме, значи,
на производни погони, било да се асфалтни бази, бетонски бази, да се запознаат со процесите на производство. Ги водиме во теренските лаборатории да се запознаат со фабричката контрола на производство и секако ги носиме на објекти каде што ги запознаваме директно со градежните активности кои што нашата компанија ги спроведува. Заеднички дискутираме, дебатираме, ги прошируваме рамките, едноставно растеме заедно. Највисока цена која што може да добиеме е кога ќе добиеме повратен одговор од дали се ученици или студенти дека се задоволни, дека сакаат да доаѓаат на пракса кај нас и дека сакаат дури да работат и да бидат дел од нашиот тим. Тие две работи одат заедно, значи имаат и дуално образование и феријална практика. Фирми со кои што се работуваме, односно наши ученици кои што одат на практична настава во текот на учебната година, наставната година, тоа се фирмите Гранит, Градежен институт на Македонија и Завод за испитување на материјали. Тоа се за профилот градежен техничар, додека за геодетски техничар фактички целата пракса во текот на учебната година ни ја покрива Државен катастар на Република Македонија. Во другите училишта може да кажам дека во СОУ Богданци исто така се изведуваат, односно се образуваат ученици за одградежен сектор, Нико Нестор Струга, во Орде Чопела во Прилеп, Осту Гостивар реализираат практична настава, односно дуално образование. Како бројка некаде околу 50 на компании се вклучени, меѓутоа таа бројка варира од година во година. Можеби во некоја година ако компанијата нема потреба од таков кадар да направи застој или други субјективни и објективни причини, но глобално гледајќи во целата држава, некаде околу 50 на компании се вклучени во овој сектор. Дали постојат предуслови кога компаниите сакаат да се вклучат во процесот на дуално образование? Има, затоа што сепак се станува збор за формално образование, станува збор за ученици кои што се уште малолетни, нели додека не наполнат 18 години и државата мора многу да внимава и ние нели како дел од тој систем да внимаваме за тие ученици нели да најдат подобро место да можат да реализираат практична обука. За да можат компаниите да се вклучат во процесот на дуално образование, во класичното стручно образование, треба да исполнат определени критериуми. Прво мора да имаат кадар, тоа е обучен ментор, сертифициран ментор, кој што мора да помине 3-дневна обука и на крај да полага завршен испит, за да може да го добие сертификатот за обучен ментор. Обуките ги организира Стопанската комора, да исполнува определени услови во смисла на простор, каде што ќе бидат згрижени учениците, нели имате и дел теоретска, дел практична кај што одат. Потоа треба да имате опрема, машини соодветни за самата квалификација во случајот од градежниот сектор како за градежен техничар, таква опрема, за геодетите специјална опрема и така натаму. Ни условите ги проверуваат, исто ги проверува Стопанската комора, излегува комисија, 3-члена комисија. Првично мора да ни даде одредена документација како доказ дека компанијата е валидна, дека не е под стечај, за да не дојде до злоупотреба на детскиот труд. И после тоа ние излегуваме на терен и проверуваме дали навистина ги исполнуваат условите, со што добиваат записник од самата проверка и решение дека тие се работодавач или компанија која што е верификувана за реализација на практично образование, бидејќи во целиот склоп мора тука да влезе и дуалното образование и класичното стручно образование или учењето преку работа. Значајно е што самите компании исто така мора да обезбедат и заштитна опрема за учениците и мора да направат една подготвителна обука, односно специфична обука за безбедност и заштита од работа на учениците кога првпат доаѓаат во самата компанија. Треба да потпишат договор со учениците, тоа е трипартитен договор кој што го потпишува компанијата, стручното училиште и ученикот, односно родителот, старателот, што значи дека кај оние ученици кои што се малолетни, што значи дека на тој начин се осигурува квалитет во целиот процес на реализација на учењето преку работа и дуалното образование. Кои се придобивките за компаниите и како се мотивираат учениците? Многу добива, можеби не на краткорочен план, меѓутоа на долгорочен план добива кадар стручен во кој што самата компанија вложува. Значи, во самиот процес на дуално образование, практичната обука, програмата која што треба да се реализира, се прави заедно во соработка со училиштето, односно наставникот по практична настава, координаторот за учење преку работа и менторот од самата компанија.
Значи, не е централизирано како што е во класичното стручно образование. Те ја подготвуваат програмата врз основа на оние вештини кои што треба да ги стекнат учениците според потребите на самата компанија. Компанијата ги обучува директно на нивната опрема, според дејноста на самата компанија. Тие се запознаваат и со самата организацијска структура и клима во компанијата, и кога компанијата после нивното завршување веднаш може да го вработи, нема потреба од дополнителни обуки, за кои што нели треба и време и дополнителни пари, за да го подготви вработениот на неговите работни процеси. Финансиска надомест добиваат самите ученици затоа што дуалните паралелки во соработка со Министерството за образование и наука им доделува стипендија во износ од 3500 динари месечно со успех минимум 3,50, односно многу добар 3,50. Значи, они можат да изгубат стипендијата ако имаат успех под оваа граница. Што е, мислам, мотивирачки да се запишуваат на овие два смера, градежен и геодетски техничар, затоа што двата се дуални паралелки. Додека работодавачот нема апсолутно никаква финансиска корист од државата. Што, да кажеме, е поразувачки и поразително, затоа што мислам дека доколку државата помогне на работодавачите, дека ќе имаме и поголем број на работодавачи кои што ќе бидат заинтересирани да примат деца на практична настава. Поддршка за учениците постои. Порано беше стигма да се запише во стручно училиште. Со самите промоции и кампањи кои што се правија, ние ги поттикнавме, не само ние како комора во соработка, нели заедничка со Министерството за образование, а Министерството за образование им нуди на тие ученици 3500 денари како стипендија. Таа стипендија во прва година ја земаат сите ученици, меѓутоа последниве 2 години, за да се зголеми не само квантитетот, туку и квалитетот на изучување на овие квалификации, веќе учениците кои што имаат завршено многу добар и одличен успех можат да ја користат оваа стипендија. Паралелно, кој што не зависи од оваа стипендија, може да се договорат и самите и поголем број на компании им даваат на учениците определен надоместок, за да можат да ги подготват, односно да ги обезбедат како нивен иден стручен кадар, и тој надоместок финансиски кој што го добиваат учениците мора да се запише во договорот, оној трипартитен за реализација на учење преку работа. За жал, можам да кажам дека компаниите се уште немаат никаква поддршка, иако стои и во стариот закон за стручно образование, член 20 беше каде што е предвидено, и сега во новиот закон за стручно образование кој што излезе во јануари, стои дека имаат право на финансиска поддршка, даночни олеснувања, царински олеснувања, но немаме практична имплементација. И една од идните задачи кои што си ги постави комората пред себе е да заживее практично овој член и да можеме на компаниите барем на некој начин да им помогнеме. Свесно влеговме во овој концепт, сакајќи да го споделиме нашето знаење, нашите ресурси, да им ги прошириме видиците на децата, да се запознаат со процесите за кои што ние работиме и на крај да добиеме луѓе кои што се спремни да се соочат со реалните предизвици и сме спремни да добиеме кадар кој што ќе ги задоволи барањата на пазарот. Македонските градежници знаат. Македонските градежници можат. Градиме да трае. Покрај тие стручни вештини и компетенции кои што ги развиваат, учениците развиваат и трансверзални вештини. Тоа значи дека ги развиваат оние меки вештини како што се одговорност, посветеност, почитување на претпоставени, точност на времено извршување на работните задачи. Значи нешто што се учи во текот на животот, веќе тие можат од мали години да го стекнат преку учењето, преку работа во самата компанија. Учениците добиваат практични вештини. Тие со секојдневните процеси се соочуваат и се запознаваат со процесите кои што функционираат во дадена компанија. Значи тоа се процедури најопшти, а меѓутоа многу битни за да самото дете знае како е потребно да се влезе во некој организиран систем и што се треба да направи за да течат процесите како што треба. Од друга страна се запознаваат, значи, и со безбедност и со здравјето при работа, како е нашиот импакт на животната средина,
како потребно е да ги спроведеме нашите испитувања, да ги задоволиме сите овие барања од една страна. Меѓутоа, најбитно од се што се запознаваат се запознаваат со праксата, со како реално да ги совладат предизвиците на кои што се наоѓаме, како да се испита даден материјал, како да се осигураме дека даден материјал ги исполнува критериумите, од една страна, од друга страна, кога ќе отидат на терен за дадена позиција, како е правилно да се постапи за да активноста биде спроведена согласно барањата на спецификациите, стандардите и проектните документации. И ние всушност допринесуваме да тие растат и тие станат одговорни, самостојни и од друга страна со многу пошироки рамки на знаења и да бидат спремни за кога ќе завршат да можат директно да се вклучат во работата на компаниите. Покрај тоа се запознаваат и со нови модернизирани машини кои што можеби во самите училишта не можат да ги видат, затоа што стручното образование е многу скапо и училиштата не можат да ги набават тие современи машини. Сето тоа може да го видат во компанијата каде што ја извршуваат учењето преку работа. Баре да ги имаме, кажеме, макети од столб, армирано-бетонски столб, армирано-бетонска, макети, значи модели кои што ќе бидат изработени во соодветен размер. Никако материјал тоа што го имаме не можеме да го направиме, ме разбирате. Така што некоја градежна фирма би изразила заинтересираност, биле многу благодарни да стапиме во комуникација и евентуално да дојде до изработка на армирано, кажеме, железница може да се изработи. Значи пруга, може да се изработи некој автопат. Мислам, сето тоа да биде во соодветен размер нормално, за да можат учениците кога ги изучуваат предметите и да практично да го гледаат. Сето тоа како изгледа, сите слоеви, да кажеме, пресек да се направи, да се види што би влегувало во една сообраќајница, мост. Исто така би било многу идеално. Ние немаме ресурси за да го изработиме тоа. И нема кој да го изработи тоа во нашето училиште. Зошто е важно дуалното образование? За ваквите сектори, навистина, како градежниството, е многу важно дуалното образование, затоа што тоа е можеби не најбрзиот, меѓутоа најефикасниот начин да се обезбедат компаниите со стручен кадар, но самите да ги подготват и да учествуваат во подготовката на стекнување на вештини, знаења и компетенции за учениците кои што ќе бидат идни вработени кај нив. Менторската подршка е исклучително важна, од причина што менторот од една страна е водач кој што ја спроведува програмата, која што образовната институција има опремено и спремено за децата и ги води децата низ самите процеси. Значи, тие заеднички дискутираат, дебатираат, раскажување на методи, на стандарди, како се спроведуваат дадени испитувања, организираат средби со производни погони. Понатаму организираме посети на објекти за да можат директно да бидат како се спроведуваат дадени градежни активности. И затоа менторот има клучна улога во овој концепт на образование. Сметам дека силен ментор е добра база за идни професионалци. Во втора година започнува, значи, со одење фактички кај работодавачот. Во втора година практичната настава трае само 4 часа неделно и во текот на тие 9 месеци од нивното образование, во втора година се врши само наблюдување. Значи, на сето она што се работи во самата фирма, односно кај самиот работодавач. Не им се дава ништо конкретно да се сработи. Додека во трета година имаат 8 часа практична настава неделно и веќе почнуваат, значи, да влегуваат во самиот процес на работа. Во четврта година имаат 10 часа неделно, но и тоа е само еден ден, значи, во неделата, каде што веќе повеќе работни обврски, повеќе задачи им се задава, со тоа што на крајот на учебната година, еднаш неделно, значи, се пишува дневник за феријална практика, кој што ученикот пишува што работел во тој ден кога бил кај работодавачот. Значи, се што сработи. Дневникот на крајот на учебната година го оценува менторот, кој што е сертифициран ментор, во рамките на фирмата каде што работи и предметниот професор кој што е задолжен за следење на учениците во текот на целата наставна година. Нашата компанија во овој концепт за дуелно образование се вклучи минатата година. Имаме две групи на деца, една е од македонската паралелка, една е од албанската паралелка. Децата на почетокот, значи минатата година, доаѓа еднаш на 2 недели и тогаш преку сведочење им беше објаснувано кои се процедурите,
какви се процесите што се спроведуваат во нашата лабораторија и соодветно на програмата која што ни беше доделена од средното училиште, од Здравко Светловски, ние имавме осмислено кои области ќе бидат споделени, со кои знаења ќе бидат запознати децата. Одат самостојно, но одговорниот професор е задолжен во тој ден да оди да ги посети на сите места на кои што посетуваат практична настава и да разговара или со менторот како е задоволен од нивната работа и од редовноста, се разбира. 4 работни часа зборувам. 4 до 5, па некои 6, да кажеме гранит, и по 6 часа ги од 8 наутро до 14 часа попладне. Ова година веќе има продлабочување, веќе децата се впуштаат директно во процесите и самостојно учествуваат во процесите. Значи, преку испитување директно во зададени опити, водат дневници за испитувањата и најважно се изработуваат записи самостојно од испитувањата, дискутираме и дебатираме за резултатите, поврзуваме теоретското знаење што тие го добиваат во образовната институција со практиката која што ја спроведуваме, зошто е битно даден резултат за дадени позиции и всушност на тој начин детето, тој средношколецот, добива поширока рамка за значењето на резултатот во теоријата. Ние сме консултирани од страна на образовните институции какво е нашето мислење за даден ученик, како го совладува материјалот, меѓутоа се уште недостасуваат тие завршни тестови. Следната година ние имаме тенденција да одиме уште подлабоко во запознавање на учениците со конкретни проектни документации, со сите категории и класи и вредности кои што спецификациите ги предвидуваат за да еден производ или услуга или позиција биде вреднувана дека е квалитетно изведена. Со тоа се надеваме дека младите ќе подигнеме истражувачкиот дух, дека ќе се запознаат со нови термини и ќе знаат да вреднуваат кои производи задоволуваат и ги исполнуваат критериумите и спецификациите. Ќе се дискутира која е намената за дадени производи со исполнети критериуми. Така да се надеваме дека ќе зголемиме заинтересираноста на младите и дека ќе допринесеме разоткривање на многу радозналости што ќе се произлезат во текот на овие студии и дека ќе се прошири рамката на знаењето кај младите. Тука на пракса кога доаѓаат им се разјаснуваат работите. Децата стануваат посвесни зошто нештото го правиме и како го правиме. Бидејќи гола теорија без пракса е само знаење кое што е како од некоја книга го читаат, го учат, меѓутоа не им е блиско. А вака кога ќе го споиме со праксата, тоа останува печат кој што и после подолг временски период им останува во сеќавање и тоа е многу битно. Македонските градежници знаат. Македонските градежници можат. Градиме да трае. Порано имаше сериозни предизвици, можам да кажам, затоа што образовните институции некако работеа паралелно без да се консултираат со потребите на компаниите, посебно во градежниот сектор. Сега полека тие предизвици се надминуваат затоа што секоја година се одржува онаа кампања Учи паметно, работи стручно, каде што на регионално и на локално ниво, нели во кој учествуваат и Стопанската комора, институциите од образованието, Центарот за развој на стручното образование, Министерството за образование, но и општината, локалната самоуправа и компаниите, и каде што дискутираат какви квалификации се потребни на компаниите за да можат да се едуцираат кадри кои што веднаш ќе можат да бидат абсорбирани од страна на компаниите. Предизвиците сега во моментот е тоа што компаниите понекогаш не можат да ги најдат соодветните училишта, па се обраќаат до Стопанската комора за да им помогне, или пак училиштата не можат да најдат соодветни компании и се обраќаат до Стопанската комора за да може да им помогне во овој дел. И еден од исто така голем предизвик беше како да се подигне атрактивноста во овие сектори, посебно во секторот градежништво, каде што порано многу помалку ученици се запишува, и тука ние како Стопанска комора многу помагаме со тоа што правиме промотивни настани, кампањи, дигитални саеми и така натаму. Предизвици има многу, бидејќи се уште ние сме на некој начин како пионири во оваа област.
При имплементирањето, значи, за да доаѓаат ученици во нашите институции, не може да се препознае кај учениците тоа дека работата кај работодавец е исто како во училиште и дека е задолжителна и дека мора да ги спроведуваат процесите, мора да се оспособат со оние работи кои што се во праксата секојдневни. Ние како работодавци имаме програма од училиштата, во која што програма се дадени концепти кои што треба да бидат совладени од страна на учениците и ние на база на тие програми ја спроведуваме и самата практична настава. Меѓутоа, она што е многу битно е да настане усогласување на ниво на работодавците кои што во чии што установи се врши спроведување на пракса, бидејќи валоризацијата на знаењето на ученикот кој што учествувал на пракса е многу битно. Многу е битно ние да знаеме дека кадрот кој што излегол со пракса кај работодавец е обучен и ги знае сите позиции за кои што тој работел. Така да потребно е дополнително да се развијат постапки за оценување кај работодавците, заеднички тестови во кои што менторите ќе бидат вклучени, за да може заеднички со образовните институции да бидеме сигурни дека кадрот кој што излегол е спремен да се соочи со предизвиците. Кои се искуствата за дуално образование во регионот и Европа? Единствено што знаме во Австрија, тоа го знам од лично искуство во контакти, значи со луѓе за профилот Мунтер за сува градба. Веќе во прва година од прва година значи имаат по 2 дена пракса во неделата кај работодавач. Каде што и работодавачот има финансиски бенефит од тоа и финансиски надомест добиваат учениците од самата држава, што верувам дека е многу повеќе отколку кај нас. Во текот на минатата година, во април месец, бевме во посета во Швајцарија, организирана од страна на Стопанската комора како представник на градежниот сектор, со цел запознавање со професионалните здруженија кои што функционираат во Швајцарија и нивното вклучување во процесот на дуелно образование. Беа споделени искуствата, како ги мотивираат децата да се запишат во дадено стручно училиште, како се спроведуваат програмите и како се врши на крај оцена на вредностите и на стекнатото знаење кое што го добиле учениците по завршување на средното образование со работа кај работодавец. Во склоп на самото здружение има различни компании кои што се занимаваат со градежништвото како активност, значи од изведувачи до производители на различни градежни производи и бевме запознати комплетно со образовниот концепт што го имаат. Ние се трудиме да го имплементираме тој концепт директно кај нас и рамката ни е таа. И она што ни го споделија, значи во здруженијето, беше дека младите треба да бидат вклучени поактивно во работа кај работодавците. Меѓутоа, она што таму го запознавме дека таму младите учат кај работодавците со многу поголема учество. Дури 4 дена одат со работа кај работодавец, тука кај нас е еднаш во неделата. Од друга страна, многу е битно влијанието на менторите кои што ги има во тие здруженија и во следењето на какво е образованието на учениците. Оние завршни тестови кои што се спроведуваат на ниво на здружение за да се осигураме дека даден профил кој што учествувал во дадена компанија ги исполнил сите оние критериуми кои што образовниот процес ги бара. Имавме можност да посетиме неколку училишта, едно во Англија, баш градежно училиште, и во Германија, каде што не само компаниите што вложуваат во тие училишта и самата држава вложува во стручното образование и во стручните училишта, бидејќи стручното образование, верувајте, е многу скапо образование, но сепак ако сакаме да имаме квалитетен кадар, мора и таму да вложуваме. Во Единбург самото училиште имаше огромни работилници каде што учениците реализираа практична обука првично пред да одат во компанијата. И тие веќе се подготвени кога одат во компанијата, ги знаат работните процеси и определени мануелни работи кои што се вршат. Исто тоа беше и во училиштето во Берлин, каде што самите компании донирале
за да училиштето се опреми со соодветна опрема и после тоа да оди кај нив веќе како подготвен кадар, они само да го доусовршат додека не го заврши своето образование. Но мораме да знаеме дека прво кај нас средното е задолжително образование и ние сме сега во фаза кога го имплементираме и кога одиме сега, до сега одевме нели на квантитет, сега веќе мора да одиме на квалитет. Ако правиме споредба со некои земји кои што е долгогодишна традиција на дуално образование, има голема разлика. Првично во училиштата, пред да се запише во стручното училиште, ученикот мора да донесе потврда дека ќе го примат во компанијата да реализира практична обука, па после се запишува во стручното училиште. А кај нас стручното училиште е тоа кој што ги обезбедува компаниите и ги прачи учениците на реализација на учење преку работа. Можеби тој концепт во странство е подобар, но треба полека да работиме затоа што секое насилно воведување на реформа може да предизвика и отпори кај компаниите и кај училиштата. Кои се предизвиците и кои се предлозите за поуспешна реализација на дуалното образование? Ние се реформиравме во 2017 година, да ви кажем, градежниот техничар беше образовен профил кој што беше реформиран и мислам дека повеќе реформи можеби ќе бидат подобри, но на некој начин тоа се треба да се направи во соработка со Центарот за стручно образование, градежниот факултет и самата држава колку е спремна нели тоа да го подкрепи на некој начин финансиски. Она што сметам дека е потребно да се направи усогласување на работодавците од дадена област кои што учествуваат во дуелно образование, во смисла не само програмата што ќе биде поделена од образовната институција да се спроведе кај работодавецот, туку и во смисла на изготвување на некакви заеднички тестови и давање на насоки како да се направи валоризација на знаењето кај учениците. Дали ќе постојат завршни тестови кои што ќе бидат заеднички за сите работодавци, да знаеме дека кадарот кој што излегол и од една компанија од иста област и од друга компанија има некаква рамка на знаење кое што е слична барем и кое што и видиците им се слични, бидејќи многу е лошо да се случи да доаѓа децата на пракса само проформа, да се даваат потписи без поделување на знаење и во тој случај ние сме ја загубиле битката. Значи, мора компаниите да бидат свесни и одговорни за ова што сме го превзеле и за кое што ние мора да дадеме дел од себе за на крај да се гордееме со квалитетот и со продуктот што сме го создале. Сметам дека треба да се прават поголеми промоции, тркалезни маси, настани со цел да им покажеме и на компаниите колку е важно да земаат ученици на пракса, но и на учениците и на стручните училишта повеќе да соработуваат со градежните компании на тој начин да им обезбедуваат ученици за практична обука. Но не само на квантитет, туку треба да работиме и на квалитет. Ако веќе прачаме ученици на практична обука, односно за учење преку работа во компанија, навистина од страна на училиштето мора да бидат поангажирани за да ги следат своите ученици кај им се движат и секогаш, што е многу важно и ние како комора го потенцираме, завршниот испит на ученикот треба да биде во комисија присутен и член од работодавачите. Значи, оној што му бил ментор треба да учествува во креирањето на завршната оценка во завршниот испит, но и по предметот учење преку работа. Поголем број од учениците се вработени, нели после завршувањето на образовниот процес, но мора сега да работиме и на тоа како да ги поттикнеме учениците кои што не сакаат да го продолжат студирањето во високото образование, да останат на работа. Голем дел од учениците се насочени кон високото образование, некогаш не можат да се најдат на пазарот на трудот, се разочаруваат, а изгубиле доста време, финанси, наместо да почнат финансиски да се осамостојуваат кога веднаш би се вработиле после нивното завршување на стручно образование. Имаме лични искуства со тоа каде се вработени, како им е на работното место, дали она што го изучувале во средното и во високото образование им користи или сето тоа се учи директно
кога ќе се вработи на терен. Евентуално ако контактираме лично па да прашаме како ви е сега моментално там. Имаме случаи кога доаѓале со нас на презентации, во основните училишта, за да го кажат нивното искуство во ова училиште, во високото образование и сега каде што се вработени. Оно што сме посебно горди и задоволни е што кај младите развиваме интерес, самите се знатижелни и сакаат да станат дел од нашиот тим. Оно што е најголема и највисока оценка за нешто дека си го направил како што треба и кога ќе слушнеш од другата страна повратен одговор дека тие се многу задоволни, дека нив тука им е многу убаво, дека им се допаѓа работата, тогаш си сигурен дека си на правиот пат. Што би им препорачале на компаниите и учениците? До компаниите и до училиштата може само да кажам одговорност и посветеност. Ако одговорно се однесуваат кон она што го работат, значи обука, образование на учениците, тоа значи и за компаниите, и за стручните училишта, и посветеност во нивната работа, навистина можеме да извадиме квалитетен стручен кадар. Значи не да сватиме нешто како проформа, туку мора длабински, содржински да работиме на тој дел. До учениците имам само една порака. Стручно е клучно, тоа е пасошот за нивниот живот во иднина и дека посебно во градежниот сектор со нивното знаење во сите оние проекти се вградуваат самите себе си. И утре кога ќе го погледнат тој проект каде што учествувале, знаат дека оставиле дел од својата душа, од својата содржина, од самите себе. На крај би сакала да дадам еден голем апел до компаниите, значи несебично да се вклучат во концептот на дуелно образование и несебично да го споделат нивното знаење. Меѓутоа, она што сакам да го кажам е апелот кој што го упатувам до младите, да самостојно и со задоволство учествуваат во праксата, да учествуваат, да растат и да се надградуваат преку праксата, да го надградуваат своето знаење, бидејќи костумот што сега го кројат, како ќе го скројат цел живот ќе го носат.